како што бевме ветиле во програмата, веднаш по нашето доаѓање направивме крупни промени во економските политики на државата. Драстично ги намаливме даноците, воведовме рамен данок, персоналниот данок и данокот на добивка ги сведовме на 10%, ги намаливме придонесите за пензиско и за пензиско и здравствено осигурување, воведовме многу нови регулаторни мерки за намалување на бирократијата и поедноставување на бизнисот, направивме крупни чекори во сите сфери и во сите сектори и како резултат на тоа, во годините пред да започне светската, а подоцна и европската должничка криза, земјата ги постигна врвовите на досегашните резултати во економската политика. Имавме 6% и 5% раст во 2007 и во 2008, раст на економијата, БДП. Имавме најголем раст на извозот, 60% за тие 2 години. Имавме намалување на невработеноста за само 2 години за цели 5% поени, од 37 запирка нешто до на 32. Толку голем пат од 5% поени досега немало во толку краток период никогаш. Практично, секогаш пред нас имало само зголемување на невработеноста, никогаш немало тренд на намалување. Иако некој ќе рече дека тоа не е доволно и дека се уште е висока, јас ќе се согласам, меѓутоа за 2 години, период во кој што немаше светска криза, 5% паѓање на невработеноста во тој период беше одличен напредок. Она што исто така е карактеристично дека во тој период го започнавме и она што го немавме ветено, а тоа е зголемување на платите во јавниот сектор и зголемување на пензиите на пензионерите. Тоа го немавме ветено, но од 2007 година го започнавме да го остваруваме затоа што се создадоа такви можности, бидејќи со новите економски политики започнаа да доаѓаат поголеми приходи во буџетот на Република Македонија, кои што ни овозможија такви чекори. Исто така, во тие 2 години направивме и еден друг крупен чекор, а тоа е вишокот на средства што го добивме, го искористивме за раздолжување на државата предвремено од роковите кои што истекуваа за враќање на дуговите. Така што, земјата од средно задолжена влезе во групата на ниско задолжени земји. Тоа може би некогу не му е многу важно, но за време на глобалната криза, на светската криза и уште повеќе за време на европската должничка криза, тоа е многу важна работа. И тоа многу ни помогна подоцна, заедно со другите антикризни мерки што ги преземавме за време на кризата, да низ кризата поминеме со што е можно помалку штети и проблеми. Така што, тргнати со еден таков залет, можеме да констатираме дека економските политики, кои што беа нови и кои што ги преземавме во последниот квартал на 2006 и првата половина на 2007 година, се покажаа како добри, се покажаа како исправна диагноза, исправна терапија и добар резултат. Но, за жал подоцна дојде втората етапа, односно светската економска криза, која што никој преходно не можеше да ја предвиди и нормално сите се најдоа затекнати, тргнувајќи од првата земја во која што започна Америка, па кон Европа и останатите држави. Таа криза траеше до крајот на 2010 година, а веќе од средината на 2011 година започна и се уште трае европската должничка криза заедно со рецесијата во неа. Ние во овој втор период, периодот на светски и европски кризи, дополнително преземавме додатни антикризни мерки за да ја ублажиме состојбата. И за да можеме да полесно го поминеме овој период. Ќе повторам уште еднаш. Од голема важност беше тоа што во 2007 и 2008, иако бевме критикувани од СДСМ, донесовме одлука за предвремено големо раздолжување на Република Македонија. Затоа денес, во екот на европската должничка криза, кога не се знае која е следната земја која може да дојде во банкрот, Република Македонија е четврта најмалку задолжена држава во Европа, со 26% долг од бруто домашниот производ. Токму затоа и заради сите други преземени антикризни мерки и други мерки што ги преземавме, денеска, после речиси 3,5-4 години, што светска економска криза, што европска должничка криза, за разлика од повеќето други земји, кои што ги зголемија даноците во нивните држави, Македонија не ги зголеми, напротив, дел од нив ги намали. Да речеме, 25 земји, од вкупно 27 земји членки на Европската Унија,
го зголемија данокот на додатна вредност во минатите 2-2,5 години. Од 27-25 земји. Хрватска отиде од 20 на 25, Унгарија отиде од 18 на 20 па на 27 и така натаму и така натаму. Од 27 земји 25 го зголемија ДДВ-то. Кај нас не само што не го зголемивме, туку од 18 го намаливме на 5% ДДВ-то за лекови, ДДВ-то за земјоделски производи и земјоделски репроматеријали, ДДВ-то за јавен превоз, за компјутери, за софтвери, сончеви колектори и за уште неколку сектори во изминатиот период. Дополнително, за сите фирми кои што добивката нема да ја распределат во дивидента, од 10% ја намаливме на 0 и дополнително извршивме одредено намалување на придонесите за здравство и придонесите за пензиско осигурување. И тоа го правевме во екот на светската економска криза. Ке потсетам дека освен тоа што Македонија не ги зголеми доноците за време на светската криза, за разлика од многу други држави, Македонија не изврши масовно отпуштање од администрацијата. Македонија, за разлика од многу држави, не ги намали пензиите на пензионерите, не ги намали платите во јавниот сектор, не изврши девалвација на нашата валута, на денарот, како што извршија многу држави за време на светската криза, како Србија, Турција и повеќе други држави кои што не се членки на еврозоната. Македонија исто така не дозволи да и пропадне ниту една банка. Македонија не дозволи за време на оваа криза не само да не се намалат субвенциите за земјоделците, како што во некои земји ги намалија, туку успеавме како влада да обстоиме на ветувањата кои што ги бевме дале за време на кризата, а тоа беа точни, прецизни, со износи, со суми, колку ќе даваме за земјоделците, без да знаеме дека ќе ни следува светска, економска и европска должничка криза. Па така, од она првично ветување што го имавме пред изборите во 2006, дека, доколку дојдеме на власт, наместо 5 милиони евра, колку што преходно се плаќаа годишно за земјоделците, како субвенции, ќе даваме 20 милиони евра и тоа ќе го достигнеме до нашата 4-та година од владење. Ние уште во првите 4 месеци стигнавме до 20 милиони евра со извршениот ребаланс. Веќе во наредната 2007 година исплативме дополнителни 27 милиони евра. Во 2008 година дополнителни 40 милиони евра. Во 2009 дополнителни, кога веќе кризата веќе беше почната, 70 милиони евра. Во 2010 дополнителни 100 милиони евра. Во 2011 дополнителни 115 милиони евра. И за оваа година во буџетот се проектирани нови 130 милиони евра подршка за македонските земјоделци и за руралниот развој. Зависно од тоа како ќе се одвиваат работите и понатаму, ние правиме и ќе правиме се што е во наша моќ. Да се подобруваат условите за правење бизнис, да им се помага на фирмите кои што вработуваат луѓе и целта и понатаму ќе биде отворање на нови работни места во Република Македонија. За таа цел, како што можете да забележите, и јас и моите соработници одиме на различни инвестициони презентации на Република Македонија пред бизнисмени низ целиот свет. Тргнавме од земја во земја да бараме и да нудиме многу фирми што бараат образовани луѓе, што бараат земја каде што има добри услови за правење бизнис, земја каде што има ниски трошоци за правење бизнис, земја како што е Македонија да им биде презентирана одблиску, за да ја одберат токму Македонија како своја локација за правење бизнис. И еве почнаа да доаѓаат резултатите. Веќе во повеќе места низ Македонија почна градба на многу фабрики кои што се резултат како на работењето на нашите министри, особено министрите за странски инвестиции, Веле Самак и Бил Павлевски, како на работењето на Агенцијата за странски инвестиции и на технолошките индустријски развојни зони, така и на работењето на министрите во владата, како што се отварањата и градбите на Кенет Electronics во Скопје, на Джонсон Мети, на Джонсон Controls во Скопје и во Штип, на градбата на Кромберт и Шуберт во Битола и на повеќе други, и најново најавената градба на фабриката која што ќе се гради во близина на Кавадарци и Дакслермејер од Германија, која што во својата финална фаза планира да вработи вкупно 4000 луѓе од Кавадарци и од околината. Исто така, драги пријатели, се осврнавме многу и на здравството.
Набавивме опрема вредна 100 милиони евра. Ги опремивме јавните здравствени установи во Македонија, некои од нив се уште се во фаза на опремување. Толкава набавка на опрема и медицински апарати немало во Македонија од нејзиното самостојување до денеска. Ова е поголема набавка од се што досега се купувало од 91 година па до денеска. Тоа е првата работа. Втората работа е што лекарите се тренираат да ја користат опремата и се разбира тоа се прави и тука и во странство и ќе продолжи да се прави. Втора крупна работа е што со измени на законите овозможивме драстично намалување на цените на лековите во Македонија. Тоа веројатно оние кои што почесто користат лекови веќе го почувствуваа во минатите месец-два, затоа што веќе стапи на сила, се применува и тоа е второ големо намалување на лековите. Ке се посетите во 2008 година со интервенција во законот веќе имавме едно големо намалување на цената на лековите, сега со новата интервенција во законот имаме второ големо намалување на цената на лековите. Трета значајна работа е што овозможивме преку подршка финансиска од Банката за развој при Советот на Европа почнување на проект во две фази. Првата фаза моментално се одвива за реконструкција на речиси сите јавни здравствени установи во Македонија кои што се руинирани и оставени на забор на времето. Како што кажав, во прва фаза веќе се работи и се реконструираат над 20 на јавни здравствени установи во Македонија, некои од нив се градат и од темел, како што е болницата во Охрид или болницата Козле за детски болести во Скопје и некои други, а кај некои се прави темелно реновирање и реконструкција на самите болници, клиники или други јавни здравствени објекти. Втората фаза треба да почне некаде на почетокот на следната година и таа ќе ги офати сите преостанати кои што се на списокот, кој што е направен по преходно детално истражување. Она што е исто важно е дека она што го ветивме на последните избори, дека ќе воведеме закон со кој што секој граѓанин кој што ќе треба да се лечи во странство нема да плати повеќе од 200 евра партиципација. Веќе минатиот месец го донесовме, владата го предложи во законот и го донесовме во парламентот. Стапува на сила на 1 јануари 2013 година, од кога секој граѓанин кој што ќе добие од комисија, како и досега, потврда дека за неговата болест нема начин за лечење во Македонија. Има такви ретки болести, тешки болести, кои што се лечат само во одредени центри низ светот. Веќе нема да мора да плаќа повеќе од 200 евра за тоа лекување во странство. Досега тоа зависеше од сумата која што треба да ја плати. Имаше интервенции за кои што требаше да се платат 2000 евра или 5 или 10 или 50 или 100 или повеќе. Фондот покриваше 80%, како и за се, но 20% требаше да го покрие самиот пациент. 20% можеби не е многу и можеби може да се најдат кога станува збор за интервенција во странство вредна 1000 евра, 2000 евра. Меѓутоа, кога треба да се најдат за интервенции кои што коштаат по 10.000, по 20.000, по 50, па некои по 300.000 евра, тоа представуваше терет за семејствата и за болните. Затоа донесовме одлука и парламентот веќе ја прифати, тоа го ветивме на изборите. Од 1 јануари 2013 година веќе никој што е во таква ситуација нема да треба да плаќа повеќе од 200 евра. Тоа ќе го плати државата. Во делот на социјалата, кај оние луѓе кои што се во најтешка социјална позиција, исто така правевме чекови. Уште на самиот почеток на нашиот мандат отворивме 30 народни кујни за оние лица што се најизнемоштени, болни. Лица за кои што да им најдете работа и да им дадете работа, не може да работат. Тоа имало потреба да биде и преходно, но никој не сакал да го направи. Започнавме градба на над 1000 социјални станови. Планот ни е да се довршат планираните 2500 социјални станови за лица приматели на социјална помош, за лица кои што се млади брачни парови, деца без родители и така натаму, и сме на добар пат да го завршиме тоа. Работиме континуирано и секоја година одвојуваме средства за тоа и како што следите преку медиумите повремено вршиме распределба. Работиме исто така и на повеќе други проекти, да речеме социјалната помош во минатите 4 години се зголеми за над 35%. Исто како што се зголемија и пензиите на пензионерите и платите на јавниот сектор. А веќе оваа година,
Ако работите одат во добар правец, планираме кон крајот на годината во декември да имаме повторно зголемување на пензиите, на пензионерите, социјалните помошти и платите во администрацијата за 5% и се надевам до година и таа понеа уште поеднаш потолку. Го запешнавме и проектот Купи куќа, купи стан. Значи тоа е проект каде што на сите оние млади брачни парови до 40 години кои што немаат формирано свој дом, државата им нуди можност, помош за земање на кредити до 50.000 евра преку две опции. Едната опција е во првите 5 години да половина од ратата за враќање на кредитот, значи и каматата и основицата, значи половина од ратата во првите 5 години да биде платена од државата. Тоа е едната опција. Втората опција е да одберете учеството на младиот брачен пар за земање на стамбен кредит, за подигање на кредитот да биде 50% грант или субвенција од државата, што за кредит од износ од 50.000 евра, бидејќи учеството се третира дека околу 25%, грантот од државата да изнесува 6.250 евра. Искористете оваа можност да се креираат нови домови. Ова е особено поволно за градење на нови куќи, бидејќи за овие пари за кредит од 50.000 евра навистина може да се направи сосема солиден дом. Искористете ја и да се вратиме на онаа прва акција, искористете ја можноста да го зголемиме наталитетот. Една од клучните области по кои што ВМРО ДПМН е добро познат е поддршката на земјоделието. Премиерот кажа дека оваа година веќе имаме лоцирано историски највисоко ниво на субвенција од преку 130 милиони евра. Само една потврда, подсетување во делот на лозарството, остануваме и оваа година на онаа силна поддршка која што постоеше во минатите години, имено не ги намалуваме субвенциите и покрај европската должничка криза, не го направивме тоа ни пред 2 години која беше светската економска криза, не го правиме ни оваа година, туку напротив, за дел од мерките остануваме на истите износи, за дел ги зголемуваме. Еве како подсетување за подигање на нови лозови насади за винско грозје, субвенцијата е 140.000 денари по хектар, за трпезно грозје 160.000 денари по хектар, додека за одржување на постоечките лозови насади, онаа нормална субвенција што се добива секоја година, износот е 40.000 денари и како што кажа премиерот, денеска во текот на денот Министерството за финансии префрли околу 150 милиони денари, значи околу 2,5 милиони евра на лозарите од Кавадаречко за субвенциите кои што им следат. Покрај тоа, во дел од другите мерки ја зголемуваме субвенцијата. Еве во делот на една од културите која што е присутна, кај праската, но и кај крушата, црешата, вишната, кајсијата и актинидијата, субвенцијата се зголемува од 25.000 на 28.000 денари и за прв пат воведуваме мерка за предаден килограм овоше во преработувачки капацитети од 2 денари по килограм. И во делот на градинарството продолжуваме со одржување или зголемување на субвенциите. Значи субвенциите кај хектар по хектар за домати за краставица се зголемуваат за 50%, односно од 20 на 30.000 денари. За субвенцијата по хектар за компир и пипер е од 20 на 23.000 денари. Значи постои зголемување речиси кај сите култури, но она што сакаме да ги информираме земјоделците дека следната програма ќе биде програма не за една, туку ќе биде програма за 3 години, ќе настојуваме некаде најкасно до крајот на есента. Прво мислиме дека ќе можеме да стигнеме пред летото, но сепак анализите се малку покомплексни, ги правиме заедно со Светската банка, но ќе ја објавиме следната програма која ќе важи за следните 3 години. Значи за 3 години однапред земјоделците ќе може да знаат и да планираат едноставно во кои области, кај кои култури ќе инвестираат и која е поддршката што може да добијат од страна на државата. Кои се намерите на владата за окупување на земјоделско земјиште и исто така и за сдружување на земјоделски производи за полесен пласман во здруженија? Две работи се многу битни ако сакаме да имаме продуктивно земјоделие, а тоа е окрупнувањето на земјиштето и окрупнувањето на производството, здружувањето на производството. Во однос на ова првото, окрупнување на земјиштето, тој е процес кој не можеме да го завршиме за 1, 2 или 3 години, но го започнавме. Веќе е изработена нацрт стратегија
за окрупнување на земјиштето, која веќе во наредните неколку седмици на влада ќе биде усвоена како документ, како званичен документ од владата на Република Македонија. И според таа нацрт стратегија, окрупнувањето ќе биде процес кој ќе трае во наредните 9 години. Но ние не можеме да чекаме 9 години и затоа превземаме и други мерки во однос на окрупнување на производството, што е многу битно за развој на земјоделието, и затоа влегуваме во еден проект на формирање на земјоделски задруги. При тоа не треба да се сватат земјоделските задруги од она време кое можеби сите го пометите пред 20-30 години, кога земјиштето беше отстапувано на земјоделските задруги. Сега се здружуваме само заради економски интерес, а собственоста на земјиштето никој не може да ни го земи. При тоа ќе има одредени поволности за сите оние кои ќе бидат дел од земјоделските задруги. Најбитното нешто што сакаме да го постигнеме преку земјоделските задруги е да ја намалиме производната цена по единица производ и да добиеме и други поволности, за да можеме да бидеме конкурентни на пазарот. Во исто време ќе имаме обука на менаџери, државата, односно Министерството за земјоделие ќе ги плаќа самите менаџери на тие земјоделски задруги во наредните 5 години од формирањето. Ќе имаме намалени цени за, односно враќање на дел од средствата кои ќе бидат употребени за наводнување. Популарната програма 50-50, која сите поединечно ја користат земјоделците, ќе можат и земјоделските задруги да ја користат, но во тој случај 70 до 80% за било која земјоделска механизација ќе биде платена преку разни програми на Министерството, а само 20% ќе биде платена од задругата. Во секој случај тој е многу значаен проект и од ова година ќе почнеме да го применуваме. Од големиот тендер, апарати кои се ставени во функција во општата болница е автоматизиран апарат за анестезија за вршење на операции, лабораторијски анализатор што врши 200 анализи на час, прв дигитален рентген апарат добиен во општата болница Кавадарци, ендоскоп за лапароскопските операции, како и цистоскоп. Набавени се од донација од Италија 10 диализери нови и една реверсна осмоза за добивање на вода за тие диализери. Заедно со општината се набавени 100 нови душеци за креветите, набавени се санитетски возила брза помош кои вршат за превоз на болни лица, како и вкупно 36 ставки во изминатите 3 години кои се набавени. Вкупната вредност на бавките е од прилика 400.000 евра. И во меѓувреме, во изминатите 3 години се вработени 30 нови лица во општата болница Кавадарци.